Пчеларството е перспективна дејност, а ширу Македонија имаме се повеќе семејства кои што се занимаваат со пчеларството и гледаат перспектива во него. Колку имаме можност да оствариме реален бизнис и да се заработува од пчеларството? Дали младите покажуваат интерес и професионално да се занимаваат со оваа дејност, а понатаму со тој развој и да основаат компании и да продаваат пчелни производи? За да ја продолжиме анализата за состојбите во пчеларството, го продолжуваме разговорот во емисијата Профит со еден од пчеларите, особено на моје задоволство што станува збор за млад пчелар кој што навлегува во се она што е составен дел на оваа дејност, на тајната, на пчелата, на пчеларството, на ова што може всушност да биде и шанса повеќе за бизнис, кој што според она што го говорат и останатите пчелари, дава можност и да се заработи, да биде и можност за екзистенција, особено пак важно за младите луѓе кои што се обидуваат да навлезат во пчеларството и сериозно да се занимаваат со него. По тој повод, како што најавив и во продолжение на емисијата Профит, во пчеларникот на семејството Додевски, ќе зборуваме со еден од помладите пчелари, со господинот Иван Додевски. Објаснивме еден поголем дел од она што е состојба во пчеларството, што се е потребно еве во овој период од годината, со што се занимаваат пчеларите, какви инвестиции се потребни, со единствена цел да направиме една представа и пред се да создадеме слика што всушност представува пчеларството. Она што е важно, а низ годините се погласно се зборува за него, е она што представува заедничка работа и здружен настап на пчеларите, особено па и во делот на едукацијата, подигање на тоа ниво пред се на пчеларите, па понатаму и на потрошувачите на мед, многу важни фактори кои што треба дополнително да придонесат за развој на оваа дејност. Може ли малку околу тој дел да го кажете вашето мислење, колку е важно здружено да се настапува и што се работи на ова поле со пчеларите во однос на таа едукација и на тој здружен настап кај нас? Пчеларството има голем број на пчеларски здруженија, значи здружени се пчеларите, има околу 27 локални пчеларски здруженија. Во тие здруженија се врши едукација на самите пчелари. Значи се носат предавачи како домашни, така и од странство предавачи. Се разменуваат искуства помеѓу колегите и истите тие наоѓаат примена и во нивните пчеларници. Значи едукацијата можеме да кажем дека е на завидно ниво, меѓутоа секогаш треба да се надоградува. Јас сум член на две здруженија. Едното здружение е пчеларското здружение Матица од Скопје, другото здружение е МАКБИ, пчеларското здружение регистрирано во село Негорци, Гевгелиско, кое што има пак улога за има активност за заштита на автохтоната популација на медоносна пчела Апис мелифера македоника. Пчеларското здружение Матица, како што кажав, значи работи по програмата пред се, значи на едукација на пчеларите. Работиме, организираме и се организира и фестивал на денови на мед, значи промоција на пчелните производи. За разлика пак од пчеларското здружение МАКБИ, која што има друга цел, заштита на автохтоната популација на медоносна пчела, која што таа популација на медоносна пчела докажана уште во 1988 година од германскиот научник Рутнер, врз основа на морфометриски анализи, а понатака и на ДНК молекуларни анализи. Еден од повеќето автори нас е и меѓу другите и почитуваниот професор Александар Узунов, кој што спремаше докторат при факултетот за земјоделските науки и храна од Скопје, каде што имаше докторска дисертација за перформанс карактеристиките кои што ги има нашата медоносна пчела. Освен значи карактеристиките кои што се следат во тест пчеларниците, кои што се во собственост на членовите на пчеларското здружение МАКБИ, ние помеѓу нас
си организираме самите обуки, имаме собствен протокол во здруженијето како да ги одгледуваме тие пчелни семејства. Врз основа на тој протокол, значи се одбираат пчелни семејства кои што имаат најдобри карактеристики, се врши еден селекцијски индекс и во таа група, значи, секогаш се произведуваат пчели кои што се одликуваат со подобри перформанси. Пчеларите имаат можност да дојдат и до финансиска поддршка, а преку субвенционирањето велат дека имаат можност дополнително да инвестираат и да ги осовременуваат пчеларниците. Тоа се гледа и на терен, а и ова издание на емисијата Профит, која има можност да биде заедно со семејството Додевски на терен во Велешкиот регион, е доволна потврда и пример дека на вистина со многу посветеност, со сериозност во работењето, со едукација и со инвестиции може да се постигне напредок и да зборуваме веќе за современо пчеларство, кое дава добри приноси и кое што има голема предност во однос на сите оние пчелни производи кои што дополнително можат да произлезат од пчеларството. Зошто е важно и еве ова малку да го истакнеме, да објасниме можеби во однос на автохтоната пчела? Зошто спецификата и грижата за таа автохтона пчела? Видите, таа е најдолго адаптирана и аклиматизирана на овие простори, за разлика од останатите подвидови на пчели. Таа стоела тука илјадници години. Значи ние тука имаме една интересна клима каде што знаат во летниот период каде што имаме голема сушен период, каде што матиците знаат да прекинат со леглото во јули, во август месец и подоцна повторно да се активираат. На тој начин, бидејќи нема во природата нектарење, нема храна, они на тој начин го регулираат потрошувачката на храна. Значи тоа е една од специфичностите кои што ги има нашата медоносна пчела, за разлика од останатите лигустика, кардника, кои што они потендираат повеќе да идат на легло на пчели. Меѓутоа нашата е штедлива, знае како да се аклиматизира на сурови услови. Што може да ги подобри состојбите во пчеларството? Еве, ако општо говориме, вклучувајќи го тука и овој здружен настап, можноста да се произведат повеќе количини кои што секако со таа едукација можеби би се постигнале. Кое е вашето мислење? Теоретските предавања кои што се одржуваат во сала, значи добро е да се имаат и практични предавања во самите пчеларници. Ние тоа веќе го спроведуваме, значи и на терен. Значи, што поголема едукација, здружување на пчеларите, тогаш самиот сектор, самата гранка ќе дојде до повисоко ниво, каде што ќе може да зборуваме за едно современо, понатамошно современо пчеларење. За да може да имаме предуслови за да се развива и понатаму пчеларството, финансиската поддршка можеби или поддршката воопшто не мора да биде само со финанси, туку и преку едукација од понапредни современи искуства однадвор, чинам ке се согласите многу важен и составен дел на оваа дејност. Кога зборуваме повеќе за финансискиот дел, има ли можност за финансиска поддршка, за субвенционирање кај нас и дали користат воопшто пчеларите? Да. Субвенциите се користат во пчеларството. Ние ги користиме оние субвенции кои што спаѓаат под директни плаќања. Значи се субвенционира пчелно семејство по 600 денари. Има тенденција таа субвенција и да порасне. Покрај тие субвенции од директни плаќања имаме и разни други програми преку Агенцијата за финансиска поддршка во руралните подрачја, каде што можеме поголеми инвестиции да имаме со 50-50, значи окупување на центрифуги, објекти, опрема, кошници, каде што веќе имаме посериозен пристап. Значи имаме повеќе начини како да дојдеме и до финансиски средства. До сега, значи, ги користиме, подпомогнати сме и
мислам дека и преку нив доста и ние како пчелари добивме на сила да си ги покриеме самите преку тие субвенции трошкови и да идеме многу понапред со поголем број на пчелни семејства. Мислам дека од 2008 година, од кога почнавме со земањето на субвенциите и ние во нашиот пчелник значително ги зголемивме бројот на пчелни семејства. Кој е главниот предуслов за да може да се искористат субвенции? Па треба да има најмалце 35 пчелни семејства. Треба да се евидентира како дополнителна дејност. Треба да се регистрира еден фарм регистар во подрачните единици за Министерството за земјоделие, во секоја општина ги има. Значи многу е приступачно, лесно, меѓутоа само треба стартот да го имате. За понатака сето тоа да биде подпомогнато од државата. Значи треба и пред се информираност на пчеларите, да ги бараат можностите, тие потврдуваме дека постојат и преку програми, преку директна финансиска помош која што се дава, секако добре дојдена, за да може да се очекува и развој на оваа дејност, а како што рековте со упатеност и едукација може да се создаде и навистина добар бизнис и да се гради тој развој во оваа дејност. Еве, ова нека биде едно упатување до младите, дека навистина можностите постојат. Вие сте пример на млад човек кој што се вклучил во една ваква работа, хоби на семејството, нешто со што дополнително се занимава вашиот татко, вие сте го продолжиле, сте ги виделе можностите, што навистина е еден и поттик за размислување, но и потврда дека тоа всушност во пракса може да функционира. Вие немате регистрирана фирма, значи сепак се работи за една дејност која што може би е од хоби понатаму малку посериозен пристап, но тоа нека биде повод и за навистина доаѓање до една фаза да се регистрира и нов бизнис, компанија која што ќе има одлични производи во тој дел кога зборуваме за пласманот. Иако тука би го заокружиле овој разговор, потврдуваме дека навистина има големи перспективи пчеларството во Македонија, самите производи кои што исто така се еден многу важен дел, треба да бидат добар повод како тие да се спакуваат, како да се пласираат, а тука инвентивноста во овој дел секако младите можат да ја направат најмногу, а тоа се потврдува и во овој случај. Јас ви посакувам успешна работа, особено ми е драго што говорам со еден млад човек кој што ги гледа перспективите во една дејност како што е пчеларството, а таа навистина има голем потенцијал за развој во Македонија. И ви посакувам успешна работа и токму ќе ме радува ако овој наш разговор биде поттик за многу други млади луѓе да започнат сериозно да се занимаваат со пчеларството и да понатаму бидат дополнителен поттик за се она што може да значи развој на македонското современо пчеларство, а како што рековме, секогаш можностите постојат и тие треба да се бараат. Ви благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата Профит. Здружениот настап е задолжителен за да може да се очекува поголем развој на пчеларството. Пчеларите велат дека со едукација на темите кои што се задолжителни за да може да се очекува добри приноси и квалитетен мед, може да се напредува и да се работи во пчеларството, а тука упатуваат апел, особено младите пчелари, многу посериозно, ако сакаат да се занимаваат со пчеларството, да обрнат внимание на едукацијата. Фактот дека имаме големи можности да навлеземе во пчеларството, сериозно да работиме и да се оствари профит, односно фактот дека ова е профитабилна дејност, нека биде доволен поттик за размислување и понатаму шанса да се навлезе во пчеларството воопшто. Како што зборувавме на почетокот, во пчеларникот имаме секогаш работа. Во овој период од годината многу е битно да одредиме дали пчелното семејство има доволна количина на храна за да презими. Освен количината храна, треба претходно, ако не се истретирани пчелите против варовата или крлешот, треба најкасно
веќе е доцна дури да се третираат пчелите против крлежот. Имаме повеќе начини третирање, органски и неоргански. Најдобро е со органските средства, со мревата киселина, тимолот и така натака. За да одредиме количината на храна во пчелното семејство, дотолку немаме пчеларски ваги, а неминовно е да има во пчеларникот пчеларска вага, можеме тоа да го направиме со отварањето на кошници. Значи, одредувањето на пчелната храна можеме да го направиме со отварањето на кошница. Значи, треба да видиме дали имаме доволен број на пчели. Треба да имаме дебели медни венци, што може да се види крајната рамка е со запечатен мед и е полна. Тоа е доволен знак дека во пчелното семејство има доволна количина храна. Покрај последната рамка треба да видиме и рамката која што се наоѓа и пчелното легло. Многу е битно над леглото да има дебел венец, значи од кој што пчелата преку зима, значи ќе се исхранува. Во овој период од годината матицата носи помал број на јајца и пчелите се намалуваат, значи од бројка од 30.000 пчели во текот на летниот период од 30.000 пчели во текот на летниот период, сега бројката на пчели се намалува од 8 до 12.000 пчели влегуваат во зимскиот период. Пчелното клубе, кај што се формира, треба да биде, значи, во горниот дел на кошницата, доле, значи, веќе се спуштаат медиштата, немаме потреба од медишта и доаѓа како воздушно перниче над леглото. Дозолку немаме доволна количина на храна, тогаш потребно е стимулативно дополнување на пчелните семејства со шекерен сируп и тоа го работиме се додека не достигнеме доволна количина храна. Доволна количина храна се подразбира само за презимување на пчелните семејства од 6 до 8 килограми на мед, која што е доволна само за да презими пчелното семејство. Меѓутоа, на таа количина на храна мораме да оставиме уште 10 до 12 килограми на мед за пролетен развој на пчелното семејство. Од нашите истражувања кои што ги имавме, значи, во 2009 година, со почеток од 2009 година до сегашното истражување, значи, за потрошувачката на храна во текот на зимскиот период, увидовме дека пчелата во текот на од октомври до март месец не троши повеќе од 6 килограми на храна. Меѓутоа, од март месец, од почетокот на март до крајот на април, таа потрошувачка е дупло се зголемува и е многу поголема, заради тоа што како резултат на развојот на пчелното легло, кој што пчелата троши многу храна за него да го негува со соодветна температура и така натака. Понатамошна поголема активност која што треба да има пчеларот е во месец ноември, декември, каде што кога имаме престанок на легло во пчелното семејство, тогаш пчелите треба да ги третираме со оксална киселина. Оксалната киселина, значи, се третира во период кога немаме легло во кошницата, за да имаме поголем ефект. Оксалната се припрема на тој начин што земаме 600 мл вода, 600 мл шекер, значи се прави шекерен сируп и 30 до 35 грама оксална киселина во кристали. Сето тоа се меша и се врши со накапување на пчелното семејство, значи врз пчелите по 5 мл на улица. Тоа е последна борба против крлежот во текот за крајот на сезоната. Потребно е стеснување на влезовите и отварање на вентилација за текот на зимскиот период, да не се создава влага во кошниците. Потребно е во пчеларникот да се постават и стапици, значи за стршлени оси, бидејќи во овој период те имаат голем замав и многу од слабите друштва, пчелни друштва се напаѓани
и пчеларот тука не моќе ништо да стори, затоа претходно мора да се обезбеди стапици или пак слабите друштва, оние кои што мисли дека не може да ги заземи, најдобро е да ги спои со некое средно или појако друштво, бидејќи само јаките пчелни семејства презимуваат и тие даваат придонес на продажа. Пчеларството дава голема перспектива, а има широка палета на пчелни производи кои што пчеларите велат можат да бидат голема шанса за пласман на пазарите, а преку добра цена да овозможат да се заработи. Токму тоа велат дека е голема шанса за развој на оваа дејност. Сите оние пчелни производи кои што досега се практикуваат и се пласираат на пазарот, а се многу квалитетни, нека бидат доволен потик за нова инвентивност, за нови иновации во пчеларството, за нови пчелни производи кои што ќе дадат шанса и на современиот потрошувач да користи квалитетни пчелни производи, но со предзнакот македонски, затоа што навистина македонскиот мед и сите пчелни производи се квалитетни, а тој квалитет може да биде голема конкурентна предност. Пчеларите велат дека е потребна постојана едукација, следење на современи трендови, на она што го налага науката, за да може да се дојде до квалитетен пчелен производ и понатаму тој квалитет да биде поголема шанса за пласман на медот на пазарите. Заложбите се со здружен настап да се овозможи многу поголема количина на македонскиот мед, кој што понатаму ќе има шанси за да се извезува и да биде можност за обезбедување и на девизен прилив. Квалитетот на македонскиот мед е далеку познат и тој е многу ценет, а со сите оние предуслови кои што ги имаме, потенцијалот како можност повеќе, природните предели кои што ги имаме ширум Македонија дава голема перспектива за развој на пчеларството. Треба да се инвестира, да се вложува не само финансии во развој на пчеларството во однос на тој дополнителен материјал кој што е потребен, инвестициите кои што како репроматеријали се задолжителни во него, туку и во едукација на пчеларите. Токму тоа нека биде повод за размислување и можност да се навлезе во пчеларството како дејност, а како што велат пчеларите, задоволство е да се работи заедно со пчелите во преубавите предели, што понатаму ќе биде уште поголема шанса за развој на современото македонско пчеларство, а бројката на пчелари, ако ја погледнеме, таа расте од година во година и особено што радува е фактот дека многу млади луѓе навлегуваат во пчеларството и сериозно се зафаќаат со него. Почитувани гледачи, тоа беа содржините за ова издание на емисијата Профит. Следете ги репризните изданија, а дополнителна можност да ја следите емисијата имате и на YouTube каналот Профит Наша ТВ. Довидување.